Ова е Куклице, Кратовско, Македонија, неверојатно место, меѓутоа постои исто овакво место и во Чешка. Наводно и двете се природно создадени, а прво да ви го покажам Куклице, па ќе разговараме како е тоа можно. Че мојот канал не би бил комплетен доколку не ви ги снимам и Куклици, кои се наоѓаат во близината на Кратово. Тоа е едно неверојатно место, полно со енергија и сите кои што не сте го посетиле, итајте да го посетите, да го видите, да осетите таа енергија. За ова место јас лично не знам многу, освен тоа дека е преубаво, премокно енергетско место и сигурно од тука ќе си отидете со многу убава енергија и со многу убаво чувство и ќе се осеќате дека сте посетиле нешто големо и важно. Само знаете дека е големо и дека е важно нешто. Е преинтересно место, преубаво, видите го само како е. Ето, да ви го покажам. Сега ќе ви дадам и снимки од местото и што малку ќе имам снимано. И се надевам дека ќе ви се допадне, иако го знаете повеќето, сепак не е на одмет да го има на мојот канал, затоа што сепак мојот канал се занимава со овие места, енергетски места, а ова место е едно од помокните енергетски места во Македонија. Така да, уживајте во Куклици. Уживајте во енергијата на ова место. Преданието за ова место кажува дека ова што гледаме се всушност скаменети луѓе, односно младоженец, невеста и сите нивни гости кои што присуствувале на свадбата. Значи ова се што гледаме е еден вид на свадба. Они се скамениле поради клетва која што била фрлена врз нив од страна на девојка која што била оставена. И кога младоженецот и невестата се бакнале, тие се претвориле во камен и сите гости околу нив исто се претвориле во камен. Низ историјата знаеме за многу такви приказни. Тука е приказната за Медуза, односно секој што ќе ја види, Медуза се претвора во камен, а исто така тука се приказните за чудните шумски суштества, наречени тролови, кои што ако бидат изложени на сончева светлина, тие се претвараат во камен. Значи преданијата дека човечко суштество може да се претвори во камен постојат низ историјата. Колку се точни не знам, меѓутоа тоа се преданијата и кажувањата не само кај нас, туку во многу земји низ светот, што е симптоматично затоа што се слични кажувањата од различни краеви на светот. Науката тврди дека ова се седиментни карпи кои што настанале со ерозија низ милион години, така да ова е еден природен ерозивен процес на кој што ние сме само сведоци. Сите тие преданија, легенди и научни истражувања се во ред, меѓутоа мене лично не ме задоволуваат, затоа што гледате дека има овакви места и во други земји, така да тука се работи според мене за некоја глобална цивилизација која што во минатото ги исползувала карпите за зголемен проток на енергија и да имаат луѓето директна корист од нив, затоа што кога карпата е исправена во одредена форма, таа зрачи поголема енергија и мислам дека луѓето околу тие карпи порано живееле и ги поставувале на тие места за да се осеќаат убаво. Како што кажав,
тие легенди и преданија мене не ме задоволија, затоа јас истражувам и чекор понатаму. И моите истражувања секогаш доведуваат до тоа дека луѓето ги манипулирале карпите, создавале одредени облици од нив, облици кои што можат најубаво да ја трансформираат таа земјина енергија во околината. И мислам дека се поставувани на такви места каде што има така наречени енергетски линии кои што течат низ земјата и на некој начин нашите предци или било која претходна цивилизација ја земала таа енергија и преку карпите ја влечела од земјата и ја пуштала во околината. А тоа е моето истражување, јас секогаш доаѓам до тоа, како што видовте како ќе објасните иначе дека има исто такво место и во Чешка. Меѓутоа јас случајно најдов слично такво место со карпи кои што изгледаат како кукли во близината на Велес. Еве, видете го и тоа место. Иако не е откриено, не е откопано, мислам дека е многу слично и дека ако се истражи, ако се откопаат, ќе се види дека се многу слични на куклице во Кратовско и на куклите во Чешка, што укажува дека ја потврдува мојата теорија дека луѓето некогаш нарочно ги манипулирале карпите, односно ги моделирале за да добијат одредена форма. Како иначе викаат дека со ерозија, со што сега не се случува ерозија, недно од карпите, ако видите, таа стои на неколку сантима, главата, така наречената камена глава, стои на многу на танка подлога на остатокот од карпата, видите, зошто сега не се случува таа ерозија? Зошто ништо не се случува во сегашно време, се што ќе најдеме се случувало некој одреден временски период и онда запрело, како финален производ, и можеби таа ерозија се однесува на тоа леење или манипулирање на карпите, односно пак ќе се навраќам на таа цивилизација која што имала можност да ги, можеби, топи карпите, а можеби имала и орудија со која што лесно обработувала и огромни карпи, затоа што не е само Куклице, не е Велешко, не е само Чешка местото, постојат во цел свет места во кои што карпите очигледно се преработувани и позиционирани на одредени места. Мора да истражуваме и да гледаме со отворен ум и на тоа, затоа што и тоа е дел од големата вистина. Дали постоела таква цивилизација, дали била пред 100.000 години, дали била пред 5.000 години, јас не знам, меѓутоа трагите се тука, јас ги истражувам и верувајте, ако отидете и вие на ова место, еве, препорака посетете во Куклице, лесно достапно место, неколку километри од Кратово, ќе видите зашто зборувам. Секако има и многу други места кои што може да ги посетите и да осетите дека таму има голем проток на енергија. Таму блика енергија, таму се чувствуваме живи и токму тука јас се наоѓам намената на овие места. Аз се надевам ви се допадна Куклице, иако многу го знаете, морав да го имам на каналот. Јас не снимав многу од Куклице затоа што немав батерија кога отидов, но ќе одам нареден пат, ќе пробам и да преспием таму, па да видам што ќе дознаам ако останам подолго време на едно место, затоа што од кратка посета на едно место од неколку сата, толку може да се осети и да се дознае. Меѓутоа, ете го имаме и Куклица на мојот канал, така да полека, скоро сите енергетски места ги имам на мојот канал, некои дури по неколку пати ги снимам, меѓутоа како дознавам работи, секако дека ќе ги снимам, како откриваме работи, секако дека ќе ги кажувам. И имам за цел сите енергетски места и сите мистериозни места да се ги ставам на каналот, да ги има некаде, со објаснување кое што е различно од таа така наречена наука, а можеби поразлично и од самите преданија кои што ги кажуваат мештаните.
ете ви е куклице, ете ви го моето размислување за куклице, доколку имате и вие мислење, слободно надоврзете се. Јас уживам во нашите дебати, некогаш и учам нешто ново, дознавам информација од вас. Па така слободно коментирајте, кажете своје мислење, дајте своји докази. Иако најважен доказ е нашето генетско сеќавање, односно тоа што кога ќе го слушнеме, ќе резонира со нас или ќе разбуди нешто во нас. Така да барајте го тоа генетско сеќавање, таа генетска историја, поврзувајте се со околината, природата, карпите, дрвјата, затоа што имаат енергија, шират многу информации, а можеби и се живи суштества кои што не ги разбираме. Ете, навлегов малку и во тој дел, толку од ова видео, тука завршувам. Ви благодарам што го изгледавте. Што да ви кажам за крај, претплатете се, поддржете ме. Знаете дека треба поддршка за да можем да истражувам. Доколку сакате да истражувам, ако не, мислам, мене ми е се исто, јас верувале не ќе зборувам некојаш на таа тема, како јас сосеќам со сето ова и како јас се впуштив во сето ова. Дали и воопшто и планирам да го правам ова подолго време, тоа ќе зборувам во некој наредно видео. Сега за сега претплатете се, поддржете ме и се надевам ви се допаѓа тоа што го снимам, нашата комуникација, нашето дружење и секако целокупниот мој канал. Ви благодарам, ви го посакувам секое добро. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро уште еднаш и се гледаме.